Здраво од последната епизода на подкастот за политичка едукација. Во последната епизода ќе биде во малце поразличен формат и ќе зборуваме за геймификација во политичката едукација, односно користењето на игри кои што се наменети за едукација на млади гласачи. Ќе зборуваме зошто баш игрите, зошто баш геймификацијата и ќе представиме една интересна игра која што ние како Лидија направивме, која што се вика Градоначалник, каде што играчот влегува во чевлите на еден градоначалник и може да носи одлуки за да ја раководи општината и низ целиот тој процес политички да се едуцира и да разбере како една општина функционира и што се е потребно за да опстоиш на функцијата и на какви се компромиси си треба да направиш или си подготвен да направиш за да опстанеш на власт. Многу етички дилеми, многу морални дилеми. Заедно ја направивме заедно со Ико, кој што е денеска мој гостин, би рекол. Да, Ико, играва ја правевме во последниве 5-6 месеци, така? Да, ја правевме последниве 5-6 месеци. Имам чувство дека ја правевме првица да видиме ние како е да се биде градоначалник, не копкаше како е да бидеш во таа улога, барем мене и некако играта ми го даде тоа чувство. Се претпоставам дека секој од нас некојаш си помислил ја да бев градоначалник, што ќе направев. Така што Иван, што ќе направиш ти да беше градоначалник? Сум размислувал на ова прашање што ќе направам за да бидам, ако станам градоначалник. Еве еден приоритет. Еден приоритет, значи главен приоритет ќе ми биде да се фокусирам на вистинските приоритети во општината. Што значи тоа? Тоа значи дека општината има еден буџет кој што си го распределува. Меѓутоа приоритетите на општините мислам дека се некако како да опстојам на власт во наредните 4 години. Да не ми биде тоа приоритетот, туку приоритетот да ми биде како да ги обслужам граѓаните во овие 4 години со буџетот што го имам и како сите трошоци кои што не прават смисла, сите оние партиски вработувања, сите оние работи кои што општината да троши пари, а не треба да троши пари, да се пренаменат за тоа што стварно им треба на луѓето и на граѓаните, од најосновните потреби, од чистота во општината, од инфраструктура, од образование, од култура, а потоа одиме и на тие поголемите инфраструктурни проекти која ќе се види буџетот, ама мислам дека од тука некако од тоа што стварно нив им е потребно, не тоа што е потребно на партијата или како јас да останам после 4 години на власт. Како да добиеш еден мандат. Како да добием уште еден мандат. Да, мада поентата на играта е како да останеш на власт, ама од самото тоа самиот играч гледа и што треба ја да направам за да обстојам на власт. Сега некако моето контрапрашање до тебе е како ствари ја почнавме играва, што не инспирираше, тоест што тебе те инспирираше додека дававме импут за играта? Па да, како што реков, некако првична мисла беше дека стварно и јас и верувам дека сите млади кога се соочиле со еден предизвик во општината биле како леле ја да бев градоначалник, ова ќе средев одма. Но од друга страна не сум сигурен па колку ајде да речеме како општество во целост да разбираме што значи да се биде градоначалник, што значи да се управува со една локална самоуправа, кои се надлежности, што треба да правам, што не треба да правам на таа позиција. Некако тоа можеби беше поидовна точка. Сега некако политичката едукација и на национално и за локално ниво не дека не е застапена и кај нас, особено во граѓанскиот сектор, ама некако често тоа се сведувало на обуки, предавања, некакви прирачници. И идејата дојде од тоа како да креираме алатка што ќе им биде достапна на младите и ќе даде поинакво искуство за учење. И некако изминатите години видовме дека одреден вид на симулација, бидејќи самава игра е одреден вид на симулација на
функционирање на локална самоуправа, да им дадеме еден вид на симулациско едукативно искуство на играчите кои што како таргет се опфатени со играта, да им дадеме едно такво искуство да се забавуваат играјќи си градоначалник и при тоа учејќи за како се носат одлуки, што се предизвиците кои што може да се појават, како да се справат со оние што ги спомна ти морални и етички дилеми. Таму почна се и некако процесот потоа природно си доаѓаше од секојдневните примери што сме ги гледале околу нас, сами се креираат ситуациите некако. Да, баш и мотото на играта е инспирирано од вистински настани. Мислам дека настаните кои што се таму, кои што играчот може да ги види, може многу да се препознае дека се случуваат кај нас во општеството. Сега не знам, јас од примерите што ми текнува јавен и личен интерес. Например, не знам, ситуација кај што градоначалникот треба да одлучи дали ќе избере помеѓу некој негов близок роднина да вработи или па да вработи некој што на вистина еде од позицијата, или па дали да ја направи услуга на партијата или да го гледа јавниот интерес на граѓаните, што исто така се случува во нашето општество. Но и покрај не само ситуациите кои што се појавуваат во играта, туку и ликовите, иако се измислени, се повторно инспирирани од реалниот живот, од праксата, бидејќи во играта се забележуваат главно два типа на општински службеници, едни кои што сакаат да бутнат нешто, некој свој интерес и секако постојат и во реалноста. Лица кои што се вработиле стварно бидејќи сакаат да направат нешто добро, сакаат да предонесат и се гледа како тој лик во играта се обидува да го бутне градоначалникот да донесе вистинска одлука и стварно да се работи работата како што треба. Да, уствари играта е достапна онлайн игра е gradonačalnik.lit.org.mk и фактички е сингл плеер, кај што од телефон се игра еден играч и трае околу 10 минути. Играчот низ 4 години на мандат, колку што му трае на еден градоначалник, ако го истера цел, се обидува да преживее на функцијата и да носи одлуки кои што треба да имаат бенефит граѓаните, ама не секогаш се случува да имаат бенефит на граѓаните и се обидува да ја одржи својата репутација кај низа, помеѓу низа на актери. Сега, зошто баш игра? Што ни е поентата со концептот на игра? Да. Само да потенцирам градоначалник, не градоначалник, да не биде пробав, не можев да најдам играта. Зошто игра? Па веќе малце спомнав зошто игра. Генерациите се навистина сменети, еве ние работиме со млади во еден или друг формат повеќе од 12 години и некако можеме да направиме споредба како преферираат да учат младите тогаш и како преферираат да учат младите денес. И следствено на тоа единствено логично и моделите на едукација да се менуваат и да се развиваат, иако порано еден формат бил прифатен на младите, сега тој веќе не е и некако дојдовме до момент да забележиме дека најефикасен начин да научи еден млад човек сега и да биде ставен во ситуација каде што нешто искусува. Сега бидејќи не можеме на сите млади да пробаат да бидат градоначалници, играва како едно симулатиско искуство им го дава токму тоа и кој што реков исто и претходно се забавуваат, игра, млади сакаат да играат игри, игра и при тоа некако подсвесно учат. Не е толку учењето директно ти сега треба ова да го научиш, туку игра и видиш што ќе извадиш од тоа и некако на крајот на играта после кој да исход бидејќи можеби ќе се одржи 4 години на власт, можеби не, рефлексијата доаѓа самостојно. Ако ги истераш 4 години мандат, ќе видиш окей што направив добро за да победам, природно ќе ти дојде прашањето, или ако изгубиш, прво ќе бидеш нели фрустриран што си изгубил и тогаш уште повеќе ќе рефлектираш чека што направив погрешно за да една ваква едноставна игра да не можам да победам. Ајде да пробам пак. Да, ајде да пробам пак.
затоа што и самата игра е дизајнирана, иако да можеби навидум делува дека да се одржиш 4 години на власт, да се спасиш од тоа да бидеш разрешен, да изгубиш довербата технички не си разрешен. Во процесот на играње треба да внимаваш, и тоа е исто еден едукацијски елемент, како да им удоволиш на различни актери кои што те следат, тие наблюдуваат работата, кои што се меѓу другото и граѓаните, гласачите, и тие избори ги правиш на тој начин да задржиш нека репутација кај сите, за да уживаш популарност, репутација, за да можеби после да бараш и втор мандат и така натаму. И токму затоа игра. Веројатно не постои друг формат кој може да донесе различни искуства во еден процес. Например, ако правиш обука, не може да им ги дадеш сите овие елементи, или ако им дадеш некој пишан продукт, некој прирачник, повторно не можеш да му дадеш искуство за да биде учењето комплетирано. Ова е некако можеби не е единствен, ама доста логичен метод за да им дадеш едукација, искуство и различни степени да развијат различни степени свесност на различни нивоа. Да, и кога се инволвирани луѓето или младите директно во самото искуство, тогаш нели најмногу учат. Кога некој ти сервира податоци, тенденцијата да научиш е доста помала. Ја би рекол уште еден аспект, нешто што го зборевме во претходните подкасти, посебно во првиот подкаст, е колку младите се запознаени со ингеренциите на институциите, а низ играва и низ сценаријата некако се запознаваат кои се надлежностите на општината, што може да преземе, што не може да преземе, и ти некако си се едуцираш и знаеш, окей, што може мојата општина да направи за одреден проблем. Така што и тој дел мислам дека го покривме во самата игра. Да. И плюс, извини, да дополнам, иако фокусот е ти си градоначалник, низ играта учиш дури кои се ингеренциите на советот на општината, бидејќи често се споменува како фактор што треба да биде земен предвид при носење на одлука во едно или друго сценарио. Точно, има еден уште еден интересен аспект што некако исто така не се појавува кај нас во делот на политичка едукација, пошто кога истражувавме на оваа тема и кога гледавме кој се е вклучен во политичка едукација на млади, многу малку чинители има. Тука е ДИК, Државната изборна комисија, која што има курси кои што не сум сигурен колку младите знаат дека се достапни, пошто таму се негде на некој вебсайт. Тука е парламентарниот институт кој што прави едукативни тури за собранието, и тука негде завршува приказната. Младите немаат некоја политичка едукација во средните училишта, не е конзистентна, многу е стихина, многу зависи од самиот наставник. Така да ова е супер ресурс од една страна за да искусиш што е градоначалник, но имам еден како барометар за каков тип на лидер си, така. Да, баш тоа сакав и да го спомнам. Во овие други процеси на едукација кои што постојат, кои што ги спомна, можеби да те запознаваат со што е локална самоуправа, кои се телата, кои им се ингеренции и така натаму, ама например во ниеден од нив, барам тоа е мојот впечаток, не ти помага да увидиш каков тип на градоначалник ти би сакал да имаш. И тука некако доаѓа квизот, барометарот кој што е инкорпориран во самата игра, каде што можеш преку еден квиз да видиш каков градоначалник ти би бил, кој е твојот стил и пристап кој би го имал како градоначалник, и тоа може да ти даде малце слика каков градоначалник ти сакаш за твојата општина и да ти помогне во носењето на изборот кога ќе дојдат локални избори, или да те поттикне да видиш тој градоначалник што го чувствуваш најблизок до себе. Океј, ми се допаѓа можеби како човек да видам програмата за да бидеш сигурен дека тоа е правилната одлука, некој те наведува во која насока да размислиш и како да ги анализираш можеби потенцијалните градоначалници, односно кандидатите за градоначалници. Да, и од друга страна тоа е интересна алатка, зашто
според последните истражувања 70 и нешто посто од младите имаат авторитарни тенденции или сакаат лидери со цврста рака. Тоа се баш недемократски тенденции. И еден од стиловите во тој квиз е и тој. Па убаво би било да согледаме какви тенденции имаат младите, кон што се стрема, дали стварно сакаат некој со цврста рака или сакаат некој подемократски модел на владење, па да изградат свесност и да знаат и тие да препознаат кога ќе видат некој собствен кандидат. Кој се може да игра оваа игра? Буквално секој. Мислам, играта е достапна онлайн, лесно е да се почне и да се изигра и самата игра е дизајнирана да секоја повторно играње ти даде поинакви сценарија, поинакво играчко искуство, така што буквално може да игра секој, иако да речеме главната таргет група која што ние имавме во глава која креиравме играта беа млади гласачи, односно млади кои допрва ќе се стекнат со избирачко право или млади кои што тазе се стекнале со тоа право и можеби уште се збунети во целиот тој процес, така што тоа се главните целни групи, иако јас би рекол дека не само младите гласачи и повозрастните гласачи не е тој степен на политичка едукација и свесност толку на високо ниво кај нас, па веројатно секој млад човек, но искрено и не само млад човек, му е потребна една ваква алатка да развие малку поголема свесност и малку повеќе да научи за да си ја пробаат локалните власти. Да си ја пробаат играта. Може би е сега добро да збориме малку за концептот на геймификација повеќе, за како пристап, посебно во образованието. Знаеме дека нашето образование така е малце по конзервативно, пристапите како геймификација и неформалните пристапи кои што ние ги користиме не се многу популарни во образованието. Сега како ова може да се вметне во во едно училиште според тебе? Многу лесно и многу тешко во исто време. Некако во образованието кај нас се забележува дека има промени во методите на кои што се предава материјата на кои што се учи, ама некако имам чувство дека не се следи текот, туку не знам, тоа како што реков, тие методи што ние сме ги користеле пред десетина години, кои што тогаш функционира за млади, тие сега некако дојдоа во училиштата, ама генерациите викаат па сега не ни треба. Сега не е тој пристап што нас не одговара, а по друга страна училиштава имаат одбивно за нови бидејќи се со ставот па еве имаме интерактивна настава, што треба повеќе. Така што од тој аспект е тешко. Од друг аспект е многу лесно, затоа што само можам да замислам колку ќе се смени динамиката во училницата, колку ќе биде полесно да се работи со учениците кога би им дале еден ваков пристап кој што им одговара и кој што им е прифатлив и им е интересен. Така што ова игра, ваков тип на игри дефинитивно може да се применат во настава. Училиштата веќе имаат пристап до интернет, децата веќе имаат од многу рана возраст телефони кои што наместо ги користат за други работи, може да ги користат за нешто вакво за време на наставата. И исто така не само готови продукти или игри како што е градоначалник оваа наша игра, туку доволно е да се земат некои елементи кои што се застапени во игри, за разлика дали се онлайн или друштвени игри, и да се внесат во наставата онака како што се одвива во моментот. Например, кога се внесе елементот на надправа, кој што е застапен во игрите, елементот на награда кој што е застапен во игрите, да дојдеш до некој успех, да речеме во тој процес на учење, воведување, не знам, на било каков елемент што може да се види во една друштвена игра и тоа да го ставиш во контекст на училница и на наставен час. Така што од тој аспект е многу лесно, бара само да се украде тоа што веќе постои и да бидеш малце креативен да го инкорпорираш во начинот на кој што ти го спроведуваш часот.
сега ова доаѓа од некој што не е наставник и можеби делува вака преедноставно, верувам дека има предизвици во тоа и мислам дека токму предизвиците доаѓаат од тоа што можеби институциите не отвораат доволно простори, не го развиваме некако образовниот систем да им даде доволно простор на наставниците да си го обликуваат часот на овој начин. Да, и мислам дека нели ги забранија телефоните. Сега, дали ако наставник внесе телефон на час за образовна цел, дали тоа е во ред? Па да, тук мога го зборам, некој тоа треба да дојде повторно од институциите. Ако имаме ние наставници кои што се свесни дека овие методи даваат резултат и сакаат да ги инкорпорираат на своите часове, но од друга страна тенденцијата на институциите да ги исфрли, би рекол да исфрли целосно технологијата од училницата, не се само телефоните, нема телефони, ама нема ни други било какви дигитални помагала кои што може да им служат на часот, а реално има начини. Јас се сеќам, јас кога бев средно, тоа беше многу подамна, ние имавме компјутери во училници, значи имавме некое дигитално средство. На тие компјутери беа блокирани сите можни веб страни, апликации, све, буквално освен она што беше во функција на часот. Технологијата го нуди тоа. Не е решението исфрлија целоста, затоа што би било малку потешко да ја имаме, ама да ја ограничиме да ограничиме и да ни служи само за функцијата на часот. Така што не е невозможно, многу е лесно, ако тоа се правило јако сме средно, сега сигурно уште полесно. Така што и тоа е некоја друга можеби некоја моје согледување дека окей, ќе ги сврлиме телефоните на учениците затоа што нели тие сега не можеме да контролираме, не можеме ние да им забраниме што ќе користат на нивните лични телефони, ама нема да инвестираме во дополнителна технологија, не знам, во таблет уреди во најмала рака, кои што исто ќе ги имаат тие заштити и ќе служат само функција на часот, и на тој начин би имале такви некои дигитални алатки во училницата, туку ќе ги сфрлиме целосно, нема трошоци, нема замарање, нема ништо. Ќе се вратиме на она што е познато, нека класична настава, ама ќе воведеме некои помали интерактивни методи како не работа во групи и сме завршиле работа, наставата е интерактивна. Да, часот интерактивна. А во пракса, пак ќе речем, тоа функционираше пред 10 години. Сега мораме да идеме чекор напред, геймификацијата е тој чекор напред. Сакале ние или не, децата, младите се на телефони, се на лаптопи, играат игри. Играат игри од 7 години, 7-8 години веќе, и тоа им е пише дел од природата. Екранот им е дел од природата, иако апсолутно не промовирам дека е тоа во ред и дека децата треба да се залепени на екран, ама во функција на часот, за да постигнеме навистина некои позитивни ефекти и да го максимизираме учењето и едукацијското искуство на ученикот, ова е тој следен чекор. Да, сега, можеби вака за крај, во контекст на самата тема, политичка едукација, геймификацијата сама по себе можеби не е доволна за некој да биде политички едуциран, за еден млад човек. Да, помага и поттикнува интерес, но не е доволна. И сега, со сите гости што разговаравме во рамки на овие подкасти, го правевме муабетот што се е потребно за еден млад човек да биде политички едуциран. Тргнувајќи нели од кога почнува од таму 15-16 години, кога веќе е спремен и да разговара на теми, и да добива информации, да ги структурира и да ги става во контекст. Што вака е потребно според нас, според тебе, за да еден човек биде политички едуциран, за да кога ќе дојде на гласачкото место да знае како да гласа? Па, мислам дека се 3 столба. Прво е семејството. Да, треба да имаш политички едуцирани и писмени родители кои што можат од што се вика од дете да ти креираат мислење дека политиката е нешто сосема нормално и застапено во секојдневието и што тоа значи и каде ти имаш улога во
во тој политички систем, каде ти се наоѓаш, која е твојата улога и зошто е важно да си политички писмен. Тоа е некој првиот столб, затоа што кај нас во Македонија многу се збори за политика, не поминала слава собиранка каде што не се збори за политика, ама нивото не е на ниво да едуцира, туку може само повеќе да прави некои поделби и стереотипизација. Така што дневна политика на дневна политика и на рекла казала моабити, не на начин кој што реално ги едуцира децата се таму слушаат и садуваат некои ставови кои што не се базираат на ништо, само на тоа што го чуле. Не се базираат на никаква теорија. Вториот столб се училиштата, образовниот систем. Многу малку е застапено политичкото образование во нашиот образовен систем и некако така имам чувство дека и во оние наставни предмети каде што има некои теми поврзани со политичкиот систем се гледа да се поминат, се гледа да не им се стави многу акцент, се гледа да не знам така како да се плашиме да збориме некако веќе за политика, да. Или ќе го збориме тоа на многу млако ниво, само да ни се отвори дискусија, да не настане тензија некоја на час. Знаеш, кај нас некако политиката стана контроверзна тема, што збориме за појава што постоела од секогаш, кога постои човештво. Да. И сега наеднаш е табу тема и не се плашиме да збориме за тоа, затоа што ќе доведе до конфликти, поделби, така натаму, и тоа говори за каде политичката писменост на ниво на општество. И третиот столб е некоја самосвест, колку јас сум свесен дека кога доаѓаат избори треба да ги погледнам политичките програмите на кандидатите за градоначалници на партиите, да видам дали ги одразуваат моите реални потреби, потребите на моите на мојата локална заедница, на моите сограѓани, дали можам да му верувам на тој кандидат, да му ги следам неговите излагања, да анализирам што тој говори, на кој начин тој го говори и да имам доволно развиено критичко размислување за да можам да донесам од една страна информирана одлука, затоа што сум ги прочитал програмите и знам што се ветува, но и од друга страна не само да бидам информиран, туку и критички да ги обработувам тие информации, тоа што е напишано во програмата, тоа што е кажано на јавни излагања и така натаму, и да донесам одлука со која што јас ќе бидам задоволен без разлика на исходот, како што влијаеме сите, не јас поединечно, ама јас да бидам задоволен во изборот што сум го направил на денот на изборите. Интересно. Да. Би рекол дека првите два столба водат кон третиот столб. Апсолутно. Без тие први два столба многу е тешко некој да влезе сам, пошто тоа е практично во третиот столб, таа самосвест што викаш ти. Ако ги немаш овие два, оставен си сам на себе, нешто од страна да ти влијае, за да можеш да влезеш во тој мајндсет и да бидеш, да се едуцираш самиот себе си, за да не бидеш после тоа манипулиран и да знаеш за кого и како го даваш гласот или не го даваш гласот. Да не биде само јас идам да гласам колку да гласам или не гласам, или идам да гласам од тоа што го слушам по вести и по портали. Да, и веројатно уште еден аспект што изумно да го споменаме, одговорноста кај актерите кои се активни на политичката сцена. Имам чувство дека се нема тој степен на одговорност, дека со секоја моја постапка како политичка партија, како лидер на партија, како кандидат за било која позиција од одредена политичка партија, дека со сето оно што го правам или го говорам, влијам на тоа дали некој ќе се охрабри да влезе во политика, да се бави со политика, дури не мора активно да се бави со политика, дали со оно што го правам ги одвраќам луѓето од политиката, особено младите кои гледаат и реално им се гади од тоа што го гледаат, од начинот на кој што се практикува политиката од актерите во нашата држава и после сме изненадени зашто младите не сакаат да се бават со политика прво.
и зошто дури не сакаат да се замарат со избори, затоа што не сакаат да ги гледат кампањите кои што се полни најчесто со политиканство, а не со, не знам, порака што реално треба да добре до млад гласач. Само сакаш да го исклучиш телевизорот, да скипнеш рекламата на YouTube и да не си обврзан со тој наратив. Така што и одговорноста на политичките актери апсолутно треба да се работи на тоа. Океј, супер. Фала ти Евден. Фала ти на Што тебе. беше, да, што си бевме гости сами на себе. Јас едва чекам да ја лансирам играта, ќе биде наскоро и се надам дека ќе им се допадне пред се на младите, но и на другите, дека ќе имаме многу изиграни игри и ќе им помогне на луѓето да научат нешто повеќе на крајот. Да, ја да чекам фидбекот да го чујам искрено. Зашто ние имавме замисла во глава и ја ставивме ја преточивме во некоја онлайн игра, ама сакам да видам дали ова тоа што младите кои сакаат или повеќе нека наша замисла за што им треба. Супер. Фала ти. Фала ти на тебе.